Товима. Осумте кои што го поддржаа Заев бараат гаранција за македонскиот идентитет, гаранции за обезбедување на македонскиот идентитет бараат од владата на Заев осумте пратеници на опозицијата во БРМ, кои што го поддржаа преразгледувањето на Уставот во критичното прво гласање од трите кои што се потребни. Според информациите, потполно е нејасно како владата ќе се справи со барањето на осумте пратеници кои што го кажа многу посакуваното да на Зоран Заев и му помогна да го обезбеди магичниот број 80. Вреди да се потцрта дека поддршката од осумте членови на опозицијата ќе биде повторно потребна во вторник при последното гласање за Уставот, кога премиерот Заев повторно ќе има потреба од мнозинство 2/3 во парламентот. Вреди да се потцрта дека се до овој момент господинот Заев нема прифатено никаква обврска, така што информациите кажуваат дека осумте пратеници имаат побарано со заедничка изјава имаат побарано при присвојувањето на новото име Република Северна Македонија за внатрешна употреба. Ова ќе дојде во спротивност со договорот од Преспа, кој што определува дека штом се стави во сила го стават скопските власти, треба да помислат за директна употреба на новото име во сите официјални пишани и било кој друг тип на материјали. Согласно со информациите, осумте пратеници имаат побарано гаранции дека договорот од Преспа ќе биде неважечки доколку Грција не ги исполни обврските од него и не започне процедура на соработка со БРМ. EDCFT. Оваа вест доаѓа само 2 дена
После сценариото во минатиот петок, кога процедурата за гласање скоро имаше можност да пропадне, да се расее во воздухот и ситуацијата во парламентот на соседот мирисаше на барут. Согласно со во потполност спротивставените извори на кои што се повикува Товима од неделата, Зоран Заев него имаше исполнето магичниот број од 80 се до вечерта од тој ден. Затоа и задоцни започнувањето на процедурата повеќе од 10 часот. Притисоците дава и зема како што да има давање и земање со делови од опозиционото ВМРО-ДПМН, како што Антонио Милошевски објави дека имало притисоци во моментот кога многумина не можеле да поверуваат на лагата на личност како Зоран, на представникот на личност како Зоран Заев. Како што кажува Вима од неделата, владата на Заев имаше решено уште од почетокот да ги трне настрана одредени пратеници кои што се наоѓале далеку од јадрото на опозиционата партија, бидејќи тие се чинеле полесни за да се придобијат. Никогаш не дошле во судир, во допир со главата на опозицијата Христијан Мицковски. Бидејќи знаел дека нема да постои шанса за соработка. Наредното видео ќе позборуваме за односите меѓу Сириза и Анел како партнери во коалицијата која што ја гради владата во Грција, нивните односи, во која ситуација се нивните односи како резултат на
Ovdje slučajno što se uvrska su prespanskиот договор. Поздрав!